Многу е ризично. Може и да умре и да остане инвалид. Во право си. Ќе ја направам ова операција, морам. Прво треба да ја јавиме на неговата фамилија. Јас сум му сопруга, господин Адем. Значи ја одобрувате оваа операција. Ја одобрувам. Господја, јас ли да повторам? Операцијата е многу опасна. Ризикот за инвалидитет е висок. Јас морам да ја направам ова операција, господин Адем. Во ред тогаш. Да почнеме. Скалпел. Тампон. Асли? Проверував дали диши, му го слушав срцето. Нема проблем. Ферхат, што правиш? Што правиш ти? Немој! Мора да лежиш. Морам да станам. Не ми направи нешто. Што да направам, Снашке? Ферхат, види, не си свесен за тоа, ама излезе од повеќе часовна операција, не смеш да стануваш. Со часови ли лежам овде? Ферхат, немој. Како твој доктор не ти дозволувам да станеш. Ти не си мој доктор. Не си. Ти си прав психопат. Оди, најди ми количка. Не. Ајде! Добро, оди.
Добро. Чекај, добро. Во ред ке средам. Буквално излегуваме. Во својот живот не сум видела поголема глупост. Излегувам по собствена волја, доктор. Ке ако треба, ќе подпишам се. Сега надвор сигурно има камери. Бидете внимателни. Покрај тебе и без тоа треба да бидеме внимателни, Ферхат. И покрај тебе, доктор, ке не се знае никогаш кога ќе ме прободеш со нож, нели? Смејте се. Господине Ферхат, нека е со помин, како се чувствувате? Слушнавме дека имавте голема операција, ама се изненадивме кога ве видовме вака. Мојата драга сопруга и од друга страна ангел чувар ми го спаси животот. Животот на вашиот сопруг бил во ваши раце, господја Асли. Како излеговте на крај со таков стрес? Джвакајки гума за джвакање. Што ќе биде сега со вашите напаѓачи? Има ли луѓе на кои што се сомневате? Пријатели, ако дозволите, знаете дека излегов од тешка операција. Сега заедно со својата сопруга си одам дома. Ова е нашиот пријател за медиуми одговорен ќе ви одговори на се. Сега, Што ако ќе ни нека е со кажете помин? за настанот? Немам коментар. Воопшто ли нема да коментирате?